Светото Евангелие мир на сите. И духу и Твоему. Ке се чита од Светото Евангелие според Матеја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Рече Господ во парабола: Царството небесно прилега на човек цар, кој му направи свадба на својот син и ги испрати своите слуги да ги повикаат поканетите на свадба, а тие не сакаа да дојдат. Повторно испрати други слуги и им рече: кажете им на поканетите: ете, приготвив јадење, јунците мои се што е угоено се заклани и се е готово. Дојдете на свадба. Но тие не сакаа да знаат за тоа, туку си отидоа, кој на нива, кој по трговија. А некој пак ги фатија неговите слуги, ги смеја и ги убија. Штом чу царот за тоа, се налути и испрати своја војска, па ги погуби убијците и им го изгори нивниот град. Тогаш им рече на слугите своји: свадбата е готова, но поканетите не беа достојни. Затоа одете по раскрсниците и колку души ќе најдете, поканети ги на свадба. И откако излегува слугите на раскрсниците, ги собраа сите што ги најдоа, и лоши и добри. И се исполни свадбениот дом со гости. Кога влезе пак царот да ги види гостите, забележа еден необлечен во свадбена облека. Па му рече: пријателе, како влезе овде, необлечен во свадбена облека? А тој молчеше. Тогаш царот им рече на слугите: врзете му ги рацете и нозете, земете го и фрлете го во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Зашто мнозина се повикани, а малци избрани. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Отец, благослови. Господ. Која е причината поради која Христос најчесто се обраќа преку параболи? Па, секоја објава и секое соопштение најдобро се подразбира преку збор и слово. Затоа што Бог единствено човекот го обдари со разум. Било кое безсловесно животно да му се обратите или да се загледате во него и да очекувате некаков одговор на тоа што сте му поставиле прашање, нема да го добиете. Гледате едноставно една неможност да се изрази како што се изразува човекот. И затоа објавите преку параболи длабоко задираат во свеста на човекот. Бидејќи Христос беше единствен кој што можеше да зборува за Бога. Тој е единствениот теолог. Сите другите научија од него. Како што се вели во Светото Писмо, Христос за она за што слушна, за тоа и говори. Свети Јован Богослов таа двојбеност на теологијата најубаво ја изрази. Он вели: Бога никој никогаш не го видел. Единородниот негов син кој е во неговото крило, он го објави. Од една страна Бог е неспознатлив, непоимлив, тотално трансцендентен за човечкиот ум. Само ако Бог на човекот му се јави и објави, тогаш тој може да го познае. И затоа Христос дојде и го направи тоа. Неговата цел беше да работи токму на таа најсилна човекова способност, а тоа е разумот, волјата, се оно што се подразбира под духовно движење. Со која цел Христос ја изрекува параболата и што сака да им каже на луѓето? Конкретно со оваа парабола Христос дава една представа за тоа како Бог премудро секогаш се грижи за светот и за човекот, дека никогаш не го остави. Израелскиот народ за тоа најдобро и сведочи во Стариот Завет дека ништо важно не се случи без Бога.
Бог во оваа парабола се отсликува како еден домаќин кој што се подготви за да им биде угодно на гостите. Зашто ние сме гости на овој свет. За да ни биде пријатно, Бог се направи, испраќаше пророци, го даде законот за да си очува душата, го испрати својот единороден син за спасение на светот. И целта на оваа парабола е да покаже дека човекот навистина се има во овој живот. Се што му е потребно за радост. Дека нема потреба да трага по, различни универзуми или некои неодгатнати митови и мистерии. Животот треба тука да го живее, сега и овде. А кажете ми, зошто на крајот тонот е заканувачки и страшен? За радоста за која што Христос зборува сушност во параболата, треба многу подвиг и труд. За вистинска радост не треба човекот да биде апатичен кон животот, да не покажува интерес за ништо и од друга страна и безгрижност. Она што на денешниот млад човек му се рекламира во медиумите, се нуди како решение за да се достигне на слобода, а се нуди еден хиперсексизам, се нуди непослушност кон родителите и кон учителите, хедонизам кој што нема граници за задоволување на празнината на човекот, кој што е една масивна црна дупка во човекот, кој што никогаш не може да се насити. И откако се подробно ќе го изимитираат младите луѓе, она што го гледаат пред екраните и било кој друг медиум, тие пак не само што чувствуваат незадоволство и неисполнетост, во голем дел чувствуваат и депресија, иако се извршиле како што им било пласирано. Бидејќи она што се пласира, секогаш е обвиткано во добар омот. И најстрашното нешто, и насилство, и убиство, дури некогаш и оние негативци, преку кинематографијата може да се направат како позитивци. И сега тие ги извршуваат сите тие работи послушно, бидејќи им се гарант за слобода, а пак сите овие работи ги дирнуваат. Не можат да се наситат со нешто. Затоа што природна состојба на човековата душа е постојана радост. А радоста, која што светот ни ја нуди, ја изедначува со сладострастие и задоволство. Додека од друга страна, радост која е минлива не е радост. Само вечноста може да ни дарува таква радост. Човекот да биде свесен дека нема да престане да живее. Од друга страна, токму овие паралели што ги направивме, дека се изедначува радост со сладострастие, тие треба, односно првата треба да ја уништи втората. Само безстрастниот човек, кој што не е зависен од никакви потреби во светот, е навистина слободен, а со тоа и радосен. За да се достигне тоа, треба многу подвиг и труд. Во таа смисла, складно со параболата која што ни зборува за една гозба, ние да се претпоставиме дека сме повикани на една добра забава, на кој што мора да запазиме некој дрес код, за да го испочитуваме домаќинот и да со своето однесување и облакање допринесеме таа забава да изгледа уште помпезна и поважна, ние мора да се потрудиме и како ќе изгледаме и како ќе се однесуваме, за да не го нажалиме домаќинот. Бидејќи со тоа покажуваме едно непочитување. Дали има избрани кои однапред се спасени, а за другите пак нема надеж? Со тоа, христијанството би станала најлуксузна религија и привилегија само за оние кои што поверува. Значи, доволно е само да поверуваш и веќе си спасен. Тоа е утопија просто. Во однос на повикот, сите се повикани и сите се спасени. Меѓутоа,
во однос на изборот, ќе се спасат оние кои што ќе одговорат на повикот. Бидејќи судбина или Мојра, како што била позната во антиката, не постои такво божество. Не постои нешто запишано што ти е. Па сега ти без разлика колку се трудиш, залудно да ти. Човековиот живот е склоп на волјата Божја и волјата човечка. Единствено нешто што Бог не може, а се друго може, да го спаси човекот без човекот да сака да биде спасен. Затоа под избрани се подразбираат оние кои што во својата душа направија таква атмосфера за да можат да го познаат Бога. Во таа смисла, оние избрани гости на веселбата Господова се оние кои што преку покаяние на своите помисли, преку пост, преку молитва, преку исповед, облеката од крштенијето си ја избелија и станаа важни гости за Бога, за неговата незалезна радост и вечното Царство Небесно. Амин.